Според Институтот за јавно здравје од Скопје, во пораст е бројот на позитивни на коронавирусот меѓу децата и помладата генерација. Евиденцијата покажала дека минатата недела има зголемување за 33% на позитивни случаи помеѓу најмладите до 9 годишна возраст во однос на претходната седмица. Потврда за порастот е што следењето на вкупниот број заразени во целата држава за изминатиот еднонеделен период бележи бројка од 3500 нови случаи или 25% повеќе во споредба со претходната недела. За сега, кај децата до 9 годишна возраст, вирусот не предизвикува сериозна клиничка слика на COVID-19. Од Институтот за белодробни заболувања Козле во Скопје потврдуваат дека има зголемување на бројот на прегледи, но не и на хоспитализации кај децата. Во болнички кревет поради компликации на вирусот во моментот се наоѓаат 20 дечиња, а од нив 2 се на кислородна поддршка, при што едно дете има само 1 година, но освен ковид е и со други заболувања. Исто така има и едно дете кое што е на 12 годишна возраст со церебрална парализа, потврдуваат од институтот. Сите хоспитализирани деца не се во животна опасност. Од инфективното одделение на Штипската болница пак информираат дека кај нив починале 2 лица како последица на COVID-19, но се работи за повозрастни пациенти. Едниот е од Кочани на 83 годишна возраст, а другиот од Злетово на 73 години. Министерството за внатрешни работи ги информира возачите дека во периодот од 15 ноември годинава до 15 март идната година задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема согласно одредбите утврдени во правилникот за опрема во возилата. Според тоа, како зимска опрема на моторните возила со најголема дозволена маса што не надминува 3500 кг се подразбира зимски пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарата на нагазниот слој по обем и широчина од 4 мм. Исто така како зимска опрема се сметаат и гуми со летен профил на сите 4 тркала со длабочина на газниот слој по обем и широчина со минимум од најмалку 4 мм, ако возилото во приборот поседува и синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или пак други соодветни помагала. Како зимска опрема за моторни возила со погон на 4 тркала се подразбираат пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарите од 6 мм, како и пневматици со летен профил над 4 тркала, каде длабочината на шарата е 4 мм, а покрај тоа во приборот на возилото да се поседуваат синџири за снег. Како зимска опрема пак на моторните возила со најголема дозволена маса која надминува 3500 кг се подразбираат зимски гуми на погонските тркала со минимална длабочина на шарата од 6 мм или пак летни гуми на сите 4 тркала со длабочина на шарата од 4 мм, ако се поседуваат и синџири за снег. Автобусите и товарните моторни возила кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег на погонските тркала, треба да имаат зимски гуми на погонските тркала и прирачен алат, односно лопата. Зимски пневматици се оние кои на својата бочна страна имаат ознака МС и знак на снегулка на стилизирана планина со триврова. Во согласност со важечкиот правилник за задолжителна опрема на возилата, во патниот сообраќај им е забрането поставување на пневматици со клинци на возилата. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до граѓаните да се придржуваат кон законската обврска за поседување на зимската опрема, бидејќи со тоа се овозможува непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на патиштата во зимски услови. Интензивирани се градежните активности на православниот храм Свето Преображение, лоциран во Стопанскиот двор на Водостопанство Брегалница во Кочани. Работници се ангажирани на поставување термичка изолација на фасадата на објектот, со што ќе се овозможи комплетирање на кровната конструкција, за која се обезбедени градежните материјали. Со оглед на поволните временски услови во овој период од годината, се очекува до крајот на ноември да завршат почнатите активности, пошто ќе следи поставување на наменски прозорци и на влезната порта на црквата. Тоа ќе овозможи затворање на објектот и создавање услови за почеток на фреско живописувањето на внатрешноста. Изградбата на објектот се реализира со финансиска поддршка од приватно лице од Кочани, кое најавува дека по завршувањето на крупните градежни работи
ќе ги препушти на тамошните активности на идниот црковен одбор, што треба дополнително да се формира. Според урбанистичкиот проект, во комплексот на Соборниот храм, покрај црквата зацртани се и крстилница, камбанарија и трапезарија. Црковната зграда зафаќа 364 квадратни метри и во неа има приземје и галерија за црковен хор. Заедно со другите објекти под покрив е планирано да бидат 1500 квадратни метри. Камен темелникот на новата црква за жителите на Усова чешма и околината беше поставен во почетокот на мај 2006 година. Тогаш се најавуваше дека црквата ќе се изгради за 10 години. Освен донаторите што првично се јавиле да помогнат за почетните градежни активности, од локалната самоуправа се правеле преговори со други фирми од општината и пошироко да инвестираат во црковниот објект. Сепак, изградбата беше запрена повеќе од една деценија, а продолжи пред околу 4 години и веќе се приведува кон крај. Задача на црковниот одбор ќе биде понатамошна грижа со објектот, прибирање донации како и уредување на околината, во која е планирано да се отстранат постојните објекти на водостопанското претпријатие, како и да се изгради пристапот. Одделот за фолклор и музичко-сценски дејности при Националната установа Центар за култура Бели Мугли од Кочани го приведува кон крај работењето за оваа календарска година. Во рамки на редовните активности предвидено е и одржување на завршен годишен концерт на кој ќе се представат членовите кои се активни во одделот. Концертот ќе се одржи в петок со почеток од 19 часот во салата на Мултикултурниот центар во Кочани. Како гости на кочанските фолклористи ќе настапат и членовите на ансамблите од Центарот за култура од Крива Паланка, од Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево, како и од Домот на културата Крсте Петков Мисирков од Свети Николе. Влезниците по цена од 50 денари веќе се пуштени во продажба и можат да се набават на билетарницата на Центарот за култура Бели Мугли. Од оваа установа информираат дека настанот ќе биде реализиран по строго пропишаните мерки за заштита од COVID-19. Бројот на посетители ќе биде ограничен на 50% од капацитетот на салата во Мултикултурниот центар. При тоа на влезот во објектот задолжително ќе се мери телесна температура, задолжителна е дезинфекција на раце како и носење маска. Посетителите при влез задолжително треба да поседуваат и да приложат на проверка сертификат или потврда за извршена имунизација од вирусот COVID-19 или пак сертификат, односно потврда за прележен COVID-19 во последните 45 дена сметајќи од денот на оздравувањето, и тоа се однесува за лица над 18 годишна возраст. Продолжуваат успешните настапи на младите кошаркари на кочанскиот клуб Баскет Дино во третата кошаркарска лига. Во рамки на второто коло од првенството на домашен терен, тие убедливо го совладаа Спорт тим од Неготино со конечен резултат од 101:79. Во текот на целиот надпревар нашите кошаркари ја имале иницијативата, при што на почетокот се водела борба за секоја топка и секој поен, за што сведочи разликата од само 5 поени во корист на домакините на крајот од првата четвртина. Предноста била намалена во втората четвртина, кога тие им дозволиле на гостите да постигнат 28 погодоци, колку што имале и домакините. Сепак, во преостанатите две четвртини, кошаркарите на Баскет Дино одиграле поорганизирано и поконцентрирано, па на крајот славеа победа со разлика од 22 поени. Најефикасни во кочанскиот кошаркарски тим се Лазарев со 30 погодоци, од кои 8 тројки, како и Томевски со 21 и Ивановски со 15 погодоци, при што и двајцата постигнаа по 3 тројки. Машката ракометна екипа на основното училиште Никола Карев ќе представува општина Кочани на зонскиот турнир што го организира Сојузот за училишен спорт. Таа се стекна со правото на настап на турнирот откако го освои првото место на општинските надпревари со останатите училишта во Кочанскиот регион. На надпреварот против основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари, момчињата од Никола Карев како гости убедливо ги совладаа домашните ракометари со 10:2. Предходно сличен успех беше постигнат и против екипата на Кирил и Методи од Кочани, при што победата беше со резултат 13:1.
како и против основното училиште Климент Охридски од Облешево, чија екипа беше совладана со 14-6. Зонскиот турнир во ракомет на кој ќе учествува екипата на Никола Карев ќе се одржи на 3 декември во Македонска Каменица, а победникот од таму ќе се надпреварува на меѓузонскиот и на државниот надпревар. Одржувањето на турнирите е дел од програмата за работа на Сојузот за училишен спорт, според кој, освен во футсал, се одржуваат надпревари во кошарка, пинг-понг и футсал во машка конкуренција.